Според податоците од Управата за јавни приходи, до 15 декември 2024 година, од вкупно 552.030 вработени лица, бруто плата била исплатена на 482.276, што значи дека околу 70.000 работници не ја добиле ноембриската плата навреме. Слични проблеми се забележани и во претходните месеци. Во август 2024 година, скоро 5.000 работодавачи немале исплатено плата на своите вработени, а ист број на работодавачи воопшто немале поднесено пресметки за исплата на плата на повеќе од 10.000 работници. Во ноември 2023 година, околу 700 компании имале блокирани сметки поради неисплата на плати од почетокот на годината, што влијаело на околу 17.000 вработени кои се уште чекале да ја добијат септемвриската плата. Овие податоци укажуваат на континуирани предизвици во однос на навремената исплата на платите во Македонија, што влијае на финансиската стабилност и благосостојбата на значителен број работници. Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува засилен инспекциски надзор врз увозот на изворска минерална вода и безалкохолни пијалаци од Косово, откако лабораториски анализи покажале присуство на колиформни бактерии во една од пратките. Според лабораторискиот наод добиен од Факултетот за ветеринарна медицина, примерок од природна изворска вода Ругове од 1,5 литар не ги исполнува безбедносните критериуми. Како резултат на ова, Агенцијата за храна и ветеринарство најави дека сите следни пратки со изворска вода и безалкохолни пијалаци од Косово ќе подлежат на лабораториски тестирања пред да влезат во продажба. Дополнително, агенцијата ќе го зголеми интензитетот на инспекциите и на увозот на овошје и зеленчук, со цел зголемена безбедност на храната во земјата. Во врска со ситуацијата, сопственикот на компанијата Ругове, Висар Келменди, изјави дека проблемот бил со само еден примерок и дека последователните тестирања во Македонија, Косово и во трета земја потврдиле дека водата е безбедна. Овие мерки се преземени за да се обезбеди високо ниво на заштита на здравието на луѓето и безбедност на храната во земјата. По вчерашните инциденти во српскиот парламент, председателот Александар Вучик изјави дека ќе бара кривична одговорност за оние што ги предизвикале нередите. Тој го опиша однесувањето на опозицијските пратеници како силеџиско и хулиганско и ги обвини дека со измама внеле пиротехнички средства во парламентот. Вучик истакна дека нема да се смири додека одговорните не бидат санкционирани. Трите пратенички кои беа повредени во инцидентот се во стабилна состојба. По неодамнешното зголемување на царините од страна на САД за кинескиот увоз од 10% на 20%, кинеската амбасада во Вашингтон издаде соопштение во кое се наведува дека Кина е подготвена да се бори до крај доколку САД сакаат каква било војна, без разлика дали е царинска, трговска или друг вид. Американскиот претседател Доналд Трамп го оправда зголемувањето на царините со проблемот на континуираниот шверц на фентанил од кинеско производство во САД. Сепак, кинеското Министерство за надворешни работи го отфрли ова како слаб изговор и истакна дека нивните контрамерки се легитимни и неопходни. Портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи додаде дека притисокот, принудата или заканите не се вистинскиот начин за справување со Кина и дека соработката врз основа на меѓусебно почитување и еднаквост е вистинскиот пат за решавање на проблемите. Во своето обраќање пред Конгресот, председателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека САД ќе го добијат Гренланд на овој или оној начин, нагласувајќи го правото на самоопределување на жителите на островот. Тој истакна дека САД ќе го поддржат изборот на гренландците за нивната иднина и дека ќе бидат добредојдени во САД доколку одлучат така. Трамп ја потенцираше стратешката важност на Гренланд за националната и меѓународната безбедност на САД и изрази увереност дека ќе успеат да го добијат островот. Сепак, според анкетите, околу 85% од жителите на Гренланд се против приклучување кон САД, а премиерот Муте Егеде изјави дека не сакаат да бидат американци. Трамп ги повика жителите на Гренланд со ветување дека ќе ги направи богати и ќе го однесе Гренланд до височини што не можат да ги замислат. Данската влада ја поздрави изјавата на Трамп за признавање на правото на самоопределување на Гренланд, но нагласи дека иднината на островот е во рацете на неговите жители и дека Гренланд не е на продажба. Овие случувања го оживеа движењето за независност на Гренланд, иако владеачката партија пристапува претпазливо кон потенцијалните економски импликации.